Обврската годишна даночна пријава од наредната година ќе се симне од грбот на граѓаните. Наместо формуларот за дополнителен приход, секој поединечно да го носи на шалтер, УЈП ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и компјутерски да му ги достави. Ово го предвидуваат промените на начинот за пресметка на персоналецот и за поднесување на пријавите кои неодамна ги усвои владата. Секој граѓанин ќе има лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата доставена од УЈП и да направи проверка на своите податоци. Ако забележи дека во пријавата не се внесени некои од остварените приходи, истите ќе може сам да ги додаде. Ако забележал одредени недоследности, неточности, така натаму или недостаток на некакви приходи што ги остварил по основи кои што не се вклучени во предполната данъчна пријава, ќе ги додаде и тогаш ќе ја поднесе како своја. Значи се работи за подобрување на администрирањето, намалување на гужвите пред шалтерите на управата за земјни приходи и многу подобра, да кажам, евиденција на приходите на граѓаните. Доколку некој се обиде да го заобиколи системот, ризикува да се најде на црната листа на УЈП. Како што можело и сега. Значи сега вие, ако сакате да го кршите законот, нема да ги пријавите овие приходи и нели имате ризик при евентуално откривање да платите глоба, да ве задолжат и така натаму, едноставно да бидете на оној црн список, да кажем условно на управата. Системот треба да профункционира од наредната година и ќе има капацитет да обслужува над 300.000 граѓани кои ќе имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава.